Може би сме позаборавиле, а може би не, бидејќи кога ќе ни чукне наврата она кое што го вели законот или задолжителноста за промена на опремата или задолжителна зимска опрема, тогаш знаеме дека веднаш треба да реагираме и да го направиме она кое што е потребно, и тоа веројатно се случуваше во текот на оваа недела, бидејќи од понеделник 15 ноември стартува задолжителното носење на зимска опрема во автомобилите. Што тоа значи? Оние кои што си ги одржуваат своите автомобили, кои што тоа го прават секоја сезона, веројатно добро знаат, има и се меѓу другото и редовни во тоа, но секогаш е добро кога ќе добиеме информација плюс, кога ќе добиеме информација од соодветна личност или од соодветна институција за тоа што треба да направиме, што доколку не направиме, што доколку задоцнеме и сите важни работи кои што ни се потребни да ги знаеме за овој период. Денеска е петок и непосредно пред почетокот на сезоната за задолжителна зимска опрема. Денеска во студиото на Утринска на Тилма зборуваме со господинот Александар Бошнаковски од Автомотосојузот на Македонија, кој што е управител на службата за помош и информации на ПАТ. Добро утро за вас, Александар, и добро дојдовте во нашето студио. Добро утро. Јас ќе ви се заблагодарам што одвоивте време денеска и сте во нашето студио да може да позборуваме за овие работи кои што ги споменав или потточки кои што се дел од нашиот концепт, а што нашите гледачи би требало да знаат и да бидат информирани. Ја видовме фотографијата и вакво нешто се случува на патиштата и за жал можеби на некого не му трнал добро денот, но постојат и такви работи или незгоди како велиме, само се вели лесно да се поминува, но кога станува збор за посериозни работи или за сериозноста во однос на безбедноста на патиштата и за тоа колку треба да бидеме одговорни во сообраќајот, меѓу одговорноста и оние работи кои што би требало да ги знаеме е токму введувањето на сопствената зимска опрема во нашите возила. Како еден сегмент. Да, како еден сегмент од тоа, ние ќе зборуваме за повеќето сегменти, но да почнеме со ова бидејќи од 15 како што споменавме стартува и Значи прво добро утро, благодарам за поканата, поздрав до вас и до вашите гледачи. Значи АМСМ е секогаш тука и секогаш се бори за поголема безбедност во сообраќајот као општествено одговорна фирма. Значи во делот на законската обврска, значи точно од 15 ноември заклучно со 15 март, законот предвидува задолжително поседување на зимска опрема. Што тоа значи? Значи тоа е предвидено во законот за безбедност во сообраќајот на патиштата, каде што се има одредени правилници, има сегментирање во однос на типот на возилото, односно по масата на возилото. Сега накратко, за да не навлагаме повеќе во законот. Она што е клучното за патничките моторни возила или возилата кои што се дефинирани во законот со маса до 3,5 тона или 3,5 килограми, предвидување е задолжително да возилото да има 4 зимски гуми со дебелината на шарата или висината на шарата, односно на нагазната површина која што е на пневматико до 4 мм, или летни пневматика со иста дебелина или на длабочина уствари на шарата, меѓутоа во комбинација со ланци, ние што ги викаме синџири, за соодветната димензија на самиот пневматик. Нели тука би било добро да се нагласи, ја не знам колку нели кој од нас уствари знае да ги намести тие ланци, затоа е посакувано да се има зимски пневматици. Значи во делот на останатите возила во друга категорија, како што се суфовите или 4x4 возилата или возилата со поголема маса од 3,5, значи условите се исти, поседување на зимски пневматици или летни во комбинација со ланци. Меѓутоа во овие возила дебелината на, односно височината, длабочината на шарата на пневматикот треба да изнесува 6 мм за зимските пневматици, а 4 мм за летните во комбинација нели со поседување на ланци за соодветната димензија на пневматикот. Ке автобусите и тешкотоварните возила поради проблематиката во однос на нели поставувањето на самите ланци е обавезно поседување нели на зимски пневматици и пропратна опрема која што е дефинирана, сега да нели кажеме лопати или такви кои што во случај да се заглави возилото да може да вако. Меѓутоа секогаш нели јас би одел на варијантата без разлика законот што предвидува комбинација на летни со комбинација со ланци, би одел на варијантата да се има зимски пневматици. Од причина што самата својство на гумата, светливоста, реагирањето на одредени температури, сепак летниот пневматик е
предвиден за високи температури, за нели подобро однесување на површината на асфалтната површина, а овде веќе разговараме за многу ниски температури. Така да јас на сите би им препорачал да поседуваат зимски пневматици и да не е само да си има пневматик, него овие законски нормативи околу длабочината на шарата да биде нели запазени. Тоа е во делот на законските регулативи кои што се обавезни и задолжителни. Меѓутоа, нели секогаш има и плюс што би требало да се направи, да. Да. Ке позборувам и за тоа што плюс би можело да се направи. Јас само би прашала од ваши искуства или од информациите кои што ги имате колку ваквото задолжително носење на зимска опрема генерално се почитува кај нас, односно кога веќе зборуваме за безбедноста, дали ја ставаме секогаш безбедноста на прво место или велиме само да не ме казнат доколку ме проверат или доколку ме затане полиција да видат дека имам некаква зимска опрема, дали се тоа ланцин или веројатно најлесната варијанта како што споменавме, но не толку безбедна или не толку соодветна за во зимски услови или пак навистина има и одговорни возачи кои што знаат што е точно, зашто или како велиме се си има свое. Значи, во тој дел можам да кажам и да ги пофалам сите возачи дека во последниве години дека свеста ке возачите се повеќе и повеќе на повисоко ниво. Тоа ние го гледаме преку да се надоврзам затоа што АМСМ и незините сервисни центри за нашите членови секоја година во овој период извршуваме и даваме бесплатна зимска проверка. И во година термините ни се повеќе и повеќе зафатени во делот нели за проверка на самото возило, како и за замената на пневматиците. Така да свеста во однос на безбедноста е на високо ниво во последниот период изминативе години, да. Тоа е добра информација. Да. Бидејќи секогаш и кога ги имаме вашите први утрински вклучувања, односно во оној блок на сервисни информации, од каде што впрочем не се јавуваат и колегите од Автомотосојузот на Македонија, од контакт центарот и не информираат како дневно е состојбата на патиштата, секогаш апелираме дека треба да бидеме одговорни возачи за пред се или за себе и за оние кои што се други учесници во сообраќајот и меѓу другото и ова кое што го спомнуваме како информираноста и задолжителната опрема која што треба да се има и во летен и во зимски период треба да се почитува и практикува како таква. Велите проверка за престојниот период. Што се подразбира таа проверка? Како би знаеле што е она што освен задолжителната зимска опрема би требало да го имаме или да правиме со нашиот автомобил, да го одржуваме, нели, во смисла да не служи во текот на зимата. Не само го пневматиците, нели, да. Значи, како што и го започна, нели, АМСМ секогаш се труди, се оди кон тоа да биде општествено одговорна и да се грижи за безбедноста, нели, во сообраќајот и од таа точка, нели, земено за нашите членови ние секоја година правиме бесплатни летни проверки кои што фаќаат одредени сегменти, меѓутоа сега е периодот на зимото и имаме бесплатни зимска проверка. Значи бесплатната зимска проверка, она што сакав да го нагласам во однос на освен што се законските обврски што ни е назадолжително ланци зимски гуми, меѓутоа треба да се знае дека при ниски температури возилото има потешко стартување, нели има течности во самиот мотор кој што треба да го штити самиот мотор. Значи во зимската проверка се прави проверка на самото подвозје, значи како битни сегменти прво бих ги нагласил кочиониот систем и системот за управување кој што се нели многу битен сегмент, значи не само во зимскиот период, на најбитните сегменти и она кој што најповеќе се обрнува внимание при проверката на возилата. Тоа е во системот за ладење, односно течностите кои што ги има моторот, значи во летниот период претежно тоа е вода, течност, за да може да се разладува моторот, меѓутоа во зимниот период поради ниските температури се става антифриз, нели? И во тој случај при проверката, значи постои посебен инструмент врз основа на кој што се зема примерок и самиот инструмент дава до колку минус антифризот може да го заштити самото возило, односно моторот да не дојде до негово замрзнување и оштетување при стартување или неможност да стартува возилото. Тоа е едниот сегмент и тоа е многу битно препорачува секој да си провери возилото, односно минусниот степен, доколку му е заштитен моторот пред да почнат ниските температури. А уште побитниот степен, односно систем за кој што треба да се провери, тоа нели стручно ние би го викале систем за стартување и полнење кај возилата или за нашите гледачи тоа е самата батерија или акумулатор, нели кој што е попозната затоа што
При ниски температури доаѓа до побрзо празнење на самата акумулатор и кога ќе сакате да го стартувате возилото, нема да дојде до стартување и во тој случај џабе ви се и зимските нели пневматици. Така да постои еден поголем низ на возила, сето тоа ние го правиме во Автомотосојузот и ги покануваме сите да дојдат да бесплатна проверка, да се проверат сите овие сегменти, нели? Да. Доколку тоа не се случи или не бидеме, како велиме, ажурни толку многу во тој дел и нешто од ова изоставиме, веројатно ќе има последици и има последици на самиот автомобил, а не дај Боже може да не загрози во текот на функционирањето секојдневно или додека се наоѓаме токму во сообраќај. Може малку околу последиците и околу тоа колку треба да се свати всушност сериозна токму таа проверка пред почетокот на зимската сезона? Видете, не знам сега, тоа најдобро ќе го каже оној кој што му се случило нешто, нели останал на сред пат, брзал на ке работа или брзал негде, знаете колку е тоа баш неубава ситуација, некого да го остави автомобилот или патувате на одмор со фамилија или се наоѓате на планина на минус 20, не знам, 30 и да ви застане автомобилот, меѓутоа и за тоа има решение, тоа е бројот 196, ќе го свртите, ќе ви се јават операторите од Автомотосојуз, ќе пратиме нели служба за помош, леп, нели камион или служба за помош на пат, зависно во што е нели проблемот, меѓутоа нели за да не дојдеме до тоа, секогаш пак ќе се да навратиме дека треба да сме одговорни и барем на неколку 4, да речеме 2 пати годишно автомобилот да се проверува, поготово овие сегменти кои што се нели многу битни, да. Да. И сега бидејќи споменавте дека и тоа треба да се направи со почетокот на зимската сезона, веќе 15 ноември ние во понеделника, температурите не се толку ниски, да речеме, малку се надпросечни за овој период. Се прогнозира дека во втората половина на ноември ќе заладува, но законот не вели дека ние тоа треба да го направиме и ќе го направиме. Но што вели законот за оваа проверка? Тоа не е наложено со закон, тоа зависи од нас, така? И сега можеби имаме чувство дека е потопло, па чекај, сега не мора толку брзо тоа да го направиме. Кој е точниот период или кога точно треба да се права? Дали сега, токму сега? Значи со законската обврска најдобро е да се заврши и проверката на овие сите работи кои што ги нагласив. Значи ако ја немате сменето летната течност во зимска да се направи нели обавезно во зависност од староста на батеријата и акумулатор, затоа што проблемот е ке самата батерија дека во случај на проблем и по случај на испитување она ќе покаже одредени аномалии или ослабувања, меѓутоа незиниот дефект не се случува не знам сега периодично, него се случува во моментот, нели кога ќе свртите клучот во вашата брава и тука завршува нели приказната, односно вашето патување не ни започнува. Така да сите овие нагласени проверки без разлика на законските обврски, сите овие останати законот не ги предвидува, меѓутоа се многу битни за правилно функционирањето на самото возило. Значи тука сега постојат и други елементи во однос на дизел моторите, заради тоа што е температурата на мрзнење на дизел горивото е пониска за разлика од бензинот, не се препорачува. Не знам, одите сега на некои нашите скијачки терени, Шапка, Маврово, нели другите, па подолг период возилото ви е во место, нели не сте стартува. Може да дојде до мрзнење на самото гориво и тогаш више има други процедури и не би било потребно и пожелно да ви се случи тоа, да. Да се најдеме во таква ситуација. Па да, не би било. Така да многу битни сегменти, значи тоа ви се навратиле повторно се самите пневматици. Нели не спомнавме дека они имаат друга ознака, нели? Да. Они се обележани со МС, М+С или МНС, не е битно, тоа нели на англискиот е mutton snow. Кој што дефинира има снегулка, има некои врвчиња, така да сите би знаеле дека во тој ние сме опремени со зимски пневматици. Така имате на сликовите нели на самиот пневматик, така не може да утнеме дека се работи за зимски пневматик, да, освен дебелината на шарат. И воедно исто би апелирал нели на самите ваши гледачи и наши корисници, членови, нели е многу битно да не е сега само се води на тоа еве јас имам зимски пневматик, нели. Да, меѓутоа и староста на зимскиот пневматик ја загрозува безбедноста, односно дебелината на шарата, ова што е дефинирана по законско 4 мм мора да биде запазена. Така да тоа апелирам на сите луѓе кои што ги имаат поминато повеќе километри со нивниот зимски пневматски сет,
да сами си го измерат, нели тоа не е нешто голем проблем 4 мл, ако таа законска обврска не е запазена, да си ги заменат своите постојни пневматици со нови зимски пневматици. Да, затоа што попусто би било постоење или имање на зимски пневматици ако ја нема доволната длабочина, како Нормално, велите, да, нема да има ефект од зимскиот пневматик, да. Да. И додека зборувавме, видовме инсерти за тоа што не очекува, односно нели зимските услови пред нас есенски, пак нели на почеток на месец декември ќе ни дојде и зимата, односно не дека на средина, зимската сезона. И сега ги споменавте и патиштата, односно вие сте и во тој дел или во доменот на вашата работа се токму и дел, да. информатичкиот дел или информациите за на пат. Да. Кога зборуваме за информирање во тој дел за патиштата, особено во периодот во кој што не предстои, веројатно се секогаш неопходни информациите за граѓаните, а веројатно и доста ве бараат и контактираат за информации на пат, а не дай Боже доколку па се случиете и некаков проблем, па треба да се интервенира, како велиме. Што е тоа што тука би го споменале? Значи во сегментот контакт центар, како дел од службата на Автомотосојузот, односно службата за помош, информација и помош на пат, е информатичниот дел од центарот, нели добро познатиот телефон 15 555. Значи Автомотосојузот во координација и со договори за партнерство, значи има со сите јавни институции, сега да не ги набројувам, значи е собирно место за сите информации, се за доброто на граѓаните, односно на совртењето на едниот број да ги добијат сите потребни информации или оние случувања, зависно во кој период се работи, поради тоа што се разговараме за зимниот период, односно каква е состојбата на патиштата во однос дали има снег, дали нели има поледица, дали е отворен патот, каква е состојбата према нашите нели скијачки терени, дали се предвидуваат ниски температури и во склоп на оно што го имаме ние како информација, тоа е информација за граѓаните и затоа постоиме ние нели тука. Граѓаните ја добиваат за да побезбедно, посигурно и поинформирано го започнат своето патување, нели? Да. Благодарност на тие информации може патот да биде полесен, патот да биде со поголема сигурност, побезбеден и доколку се случи нешто да знаеме дека има каде да се обратиме и всушност да имаме помош и за тоа и ние го реализиравме овој разговор денеска да може да ги информираме гледачите и да знаат што треба да поседуваат, но и каде треба да се информираат. И Александар, јас ви благодарам што бевте со нас и што бевте, да речем, одличен соговорник со едно експлицитно објаснување за сите оние кои што можеби и не се доволно во текст за тоа што точно предвидува законот и што може да се случи доколку не го почитуваат тоа. Ние остануваме и понатаму со соработката која што имаме секое утро со вашите колеги, односно од Автомотосојузот на Македонија, со информациите, а се разбира во иднина и доколку е потребно повторно нека гостуваме. Секогаш за вас тука, ви благодарам за поканата.